Денес и официјално беше промовиран Маријан Србиновски за нов тренер на кошаркарскиот клуб Соколи од Штип, а клубот од градот Потисторот е пред можноста да игра и во Суперлигата, односно во кошаркарската елита на Македонија. Ќе го промовираме и новиот тренер на кошаркарскиот клуб Соколи, за јавноста добро познатиот поранешен репрезентативец, селектор Маријан Србиновски, кој на мое лично, а верувам и на задоволство на штипската јавност, ќе ги води штипските кошаркари и кошаркарскиот клуб кој годинава верувам дека ќе настапува во првата Суперлига, Македонска Суперлига, а со тоа ќе има одлична можност за промоција во новата сала, спортска сала Джексон, на кошарката која имаме обврска да ја популаризираме, затоа што имаме чувство дека во минатите години многу малку се направи за промоција и развој на кошарката. Штип е град на спортот и верувам дека со овие чекори кои ги превземаме како локална самоуправа ќе дадеме се од себе за да го трасираме патот на младите генерации кон спортот. Новиот тренер активно работи на формирање на ростерот. Вели дека неговите амбиции се поклопеле со амбициите на клубот и лесно постигнале договор со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, потенцирајќи дека ќе има и тројца странски засилувања. Уште на првиот состанок со градоначалникот ми беа презентирани амбициите, планот за развој, како да расте клубот, како и инфраструктурата, односно новата сала, која морам да ја пофалам, да кажам дека е една од најмодерните од овој тип во нашата држава, така да амбициите на кошаркарскиот клуб Штип со моите амбиции се поклопија, така да лесно дојдовме до договор со градоначалникот. Што се однесува до амбициите, значи, како што каже градоначалникот, ние чекаме официјално да бидеме промовирани за суперлигаши. Ние во тој правец и почнуваме да ја спремаме екипата. Мора да се нагласи дека во момент немам нешто, мислам некои, да кажам, голем број на квалитетни играчи македонски, поготово на пазар, но правиме напори да што може да се направи што подобар ростер за тој буџет што го имаме испланирано. Исто така планираме да доведеме и 3 странски заселувања. Откако кошаркарскиот клуб Чаир не доби лиценца, Кошаркарската федерација на Македонија отвора повик за учество во Суперлигата, а на кој повик ќе аплицира кошаркарскиот клуб Соколи, а клубот од Штип војнина ќе функционира како акционерско друштво формирано од страна на општина Штип. Она кое што ќе следува како чекори кои ќе бидат превземени, административно ќе биде формирано од страна на општината акционерско друштво и на повикот на Кошаркарската федерација веќе ќе се аплицира за да практично добиеме влез во Суперлигата. Целта ќе биде да се избори опстанок во Суперлигата, но и да се привлечат млади деца кон овој спорт. Такви во Суперлигата да прикажеме добра кошарка, да останеме во лигата и да привлечеме многу млади деца кои што во иднина ќе представуваат иднина на кошарката во Штип. Значи цел е не само играње, туку и промоција на кошарката и привлекување на млади деца, што досега ќе се служиме го немаше тоа. Во административниот дел, значи клубот кошарски клуб Соколи преминува на едно повисоко ниво, ќе ги со формирањето на акционерското друштво од страна на општината, сите права и обврски, спортски и останати, ќе бидат пренесени со договор на новото акционерско друштво. Кошаркарскиот клуб Сокол е подготвен за Суперлигата, сега ќе се чека одлука од куќата на кошарката. Значи ние веќе поднесовме уводна пријава дека сме заинтересирани за настап во првата лига. Од денес почнува тој рок и ги чекаме само условите кои што ќе ги пропише федерацијата за да ги поднесеме сите документи. Ние ги имаме, располагаме со сето она што е во фактички правилникот за лиценцирање на клубовите за прва лига. Инаку Србиновски е поранешен репрезентативец кој низ неговата кариера настапуваше за Гостивар, МЗ Аеродром, Никел Ферт, Жито Вардар, Работнички Куманово, Здравле Лесковац, Фаворити Карпор Соколи. А како тренер работеше во Работнички, ги водеше и Торус, Кожув, Куманово и Гостивар, а новиот предводник на Соколи е поранешен селектор на македонската кошаркарска репрезентација.